Добре дојдовте во Spotlight. Владата најавува засилена изградба на автопатиштата и во текот на зимската сезона. Во каква состојба е градежниот сектор? Зошто домашните градежни компании речиси да изгубија работата во странство? Ова се дел од темите за кои разговарам во ова издание на Spotlight. Серафимовски, добре дојдовте во Bloomberg Adria. Добро најде. Владата најавува засилена, би рекла, градежна офанзива дури во зимските месеци, што е она што го очекува пред се градежниот сектор, особено еве со изградбата и на автопатите, тука ќе ја споменам и Бехтел и ЕНК. Градежниот сектор во изминатите 7 години доживеа едни тешки времиња, доживеа еден период, ковид период, во кој што градежните компании беа оставени сами на себе, се снаоѓаа сами со своите проблеми, сите трошоци, сите оние режиски проблеми кои им се поставуваа во проектите, ги издржаа храбро на своји плеќи, така да можеме да кажеме дека после долго време градежништвото доби некако оптимизам, барем во најавите на новата влада, дека ќе дојдат подобри времиња и гледаме дека посветено се работи на делот на инфраструктура и делот на капитални проекти и се надеваме дека од догодина градежништвото повторно ќе биде ротор на економијата. Оваа година можам да кажам дека едно од потешките, ако не и најтешка во минативе 20 до 30 години, со оглед на тоа дека излеговме од еден пост-ковид период, од еден период кај што домашните компании беа деградирани, еден период во кој што поминавме економски, воени кризи, се рефлектираше најмногу на градежништвото и поминавме година во кој што имавме избори во сред сезона на градежниците, така да овие најави и оваа посветеност на новата влада влева еден оптимизам и ценам дека од март градежништвото повторно може да застане на оние стари патеки во кои што беше двигател на економијата и креатор на бруто домашниот производ. Колку е учеството на домашните компании пред се во проектите кои што ги работи компанијата, односно конзорциумот Бехтел и ЕНК? Тука имаше одредени дилеми и реакции претходно од самата градежна фела. Нашиот став како здружение е дека проектот на Бехтел и ЕНК може да ни донесе две крајности. Едната крајност е додека ако не бидат ангажирани домашните компании во капацитети кои ги имаат и во обем во кој што може да ги сработат работите и под услови кои што ги има главниот изведувач. Во тој случај доколку не го најдеме местото на овој проект, се прогнозира дека може би да дојде и до крах на домашната оператива, со оглед на тоа дека условите и цените по кои што работи Бехтел и ЕНК се многу поповолни и многу неограничувачки од аспект што ги избегнуваат административно правно бариерите кои ги имавме во последните 10 години, со кои што не можевме нити ние нити администрацијата да се избори, затоа имаме проекти кои траат повеќе од 10 години. И друга крајност, доколку компаниите бидат ангажирани во обем и под услови кои ги има главен изведувач, тогаш можеме тие привилегии од тој договор да се префрлат на македонските градежници и во тој случај би можеле да доживееме и нешто повеќе од преживување, тоа е развој, поготово на проект кој трае повеќе од 4-5 години. Така да во моментов нема големи активности на проектите, се уште конзорциумот е во фаза на проектирање, се работат некои подготвителни работи и се надеваме дека од кога ќе дојдат проектите за автопатите, дека македонските градежници ќе го заземат онај дел од 51% што се најавува за нив, а со оглед на тоа дека владата промовира дека домашната оператива ќе биде приоритет во наредниот период, се надеваме дека заложбите на владата, без чии заложби не можеме во овој проект да испливаме во обем и услови во кои што би требало да ги работиме работите, а услови кои ги пропиша државата и ги додели на главниот изведувач. Така да ценам дека од почнување на работа на автопатите и на проектите од автопати и на подготвителни работи, дека модешните градежните компании ќе најдат дел и ќе може да работат успешно на проектот на конзорциумот Бехтел и ЕНК. Кога зборуваме еве за проектите, секако податоците за градежништвото не се многу оптимистички. Во првиот квартал посебно имаше раст, мислам дека околу нешто над 1%, во вториот квартал нешто поголем. Каква е состојбата всушност во градежниот сектор, бидејќи тоа некогаш беше, вие споменавте и во делот од говорот, мотор на економијата, но сега тоа не е случај. Податоците од статистика доволно ни говорат и ни даваат јасна слика за тоа што се случува денес во градежништвото. Само